Успешно извлечен рибар од длабока Тиња и Кал на реката Пчиња кај Студена бара од пожарникари. Тим пожарникари од територијалната противпожарна единица Куманово на чело со командирот на смена Сашо Илиевски неколку часа изминатава ноќ беа во спасувачка акција. Итниот случај е пријавен на 112 во Центарот за управување со кризи од рибар, кој што ги слушнал повиците за помош на лицето кое што веќе било заглавено во Тињата. Тимот пожарникари за среќа брзо и навреме стигнал до оддалеченото место од пристапниот пат. Откако пожарникарите го извлекле од длабоката Тиња, го ставиле човекот на специјалната спасувачка даска за носење. Потоа со итна медицинска помош бил префрлен во Кумановската болница и е надвор од животна опасност. Според надлежните од Кумановската болница, човекот е прегледан на одделите хирургија и интерно и е пуштен на домашна нега. Можам да кажам дека вчерашната акција беше малку една по-комплексните операции од како сум тука во пожарна. Имавме повик околу 3 часот и некаде 10 минути од повикувачкиот број 112 Центар за со управување со кризи, дека има заглавено едно лице во бара Мочуриште, во атарот на село Пчиња и во близина Студена бара. Ние веднаш, тргнавме, зедовме опрема што имавме за такви ситуации, колку што имаме, колку сме опремени со јажиња, тие носила спасилачки, секери, такви работи. И тргнавме веднаш, бидејќи отидовме, се координиравме во меѓувреме со лицето што повикало, што го чуло. Сушност повикот, ова е исто така што бил рибар таму, што го чул повикот за лицето што бара помош. Тоа веќе било навлезено, ноќе не се видело, навлезено длабоко во Тињата. И сега, кога стигнавме на местото на настанот, бевме оддалечени некаде, не можевме со возило да одиме некаде 500 или 1000 метри, го моравме да го ставиме возилото. Потоа ги зедовме носилата и сета опрема што ни беше потребна, мислев дека ќе биде потребна за таква интервенција, и одевме пешки и се пробивавме низ, како да ви кажам така, бидејќи и ова, нели, што имавме поради дождови и вака, вегетацијата беше многу голема, во налик на Мочуриште, џунгла, така да се пробивавме со помош на секири, да го пробивавме патот. Во еден момент се слушна гласот на лицето, така да тоа ни даде добар знак дека можеби ќе успееме да го спасиме. Веднаш кога стигнавме до местото настанот, иако беше тешко, најтешкиот дел допрва доаѓаше кога стигнавме блиску до местото на лицето. Разговараме со него, видовме дека е контактибилен колку што може да биде и видовме дека уште жив, дава знаци на живот, значи беше навлезен во калта некаде тука скоро до главата. Ние веднаш моравме, бидејќи ситуацијата беше таква, моравме веднаш брзо да реагираме. Немавме време многу за размислување, всушност таква и нашата работа. Секогаш гледаме брзо, експедитивно и во поглед, бидејќи тука се работеше за човечки живот, тогаш значи немаме многу размислување, нема оклевање, исто и за материјални добра, меѓутоа кога се работи за човечки живот, значи тука сме спремни да ги ставиме нашите животи на ризик, како што беше во овој случај. Јас го преземам ризикот како командир на одделение. Исто и јас бев врзан со јаже, имав јаже со себе, секира, тоа носила, за да можам да влезам во случај и бидејќи постоеше опасност ја да се заглавам во калта, како што и се тоа се случи на почетокот. Меѓутоа полека така ползејќи, лазејќи, некако успеав да дојдам до човекот, да му тоа поданиот живот, всушност го врзавме меѓу градите, така обично ние го стегнавме и потоа некако се излеков пак назад на одредена далечина и тогаш она, бидејќи од калта, од ова и од тежината, многу тешко, успеавме некако со заеднички напори со колегите од тимот што заедно работевме, со заеднички сили, и успеавме некако да го излечеме полека. Во време имавме неколку полно препреки тука, некои дрва, се, нели, целта беше да не пробаме слушно да не го повредиме уште повеќе, не знаеме за какви можеби има повреди некои, и така пазевме полека, постепено, етапно, по чекор да го излечуваме, да може да не го повредиме и да може да остане живи безбедно, да го транспортираме до
до установата, односно до брзата помош која не чекаше на оддалеченост од 500.000 метри.